Скопје се гуши во ѓубре, контејнерите низ градот се преполни, отпадот се таложи на тротоарите, а миризбата и глетката го прават секојдневието на скопјани се понеподносливо. Иако граѓаните секојдневно апелираат, комуналните служби не го собираат редовно отпадот. Дел од скопјани причината ја гледаат во политичкиот инат на градоначалничката Данела Арсовска, која има помалку од 2 недели до истекот на мандатот. Град Скопје, мислам, ѓубрето и отпадот, комуналната хигиена е задолжено само град Скопје и никој друг. Мислам дека е попусто кога се објавуваат градоначалниците, кои стари, кои нови сега во моментов, за состојбата со отпадот барем во градот Скопје. Еден градоначалник вети за 72 часа, мислам дека ништо не е невозможно за 2 недели. Абе ние ја видовме. Нели обечаа дека ќе го ичистат. Еве после ова нема ништо. Не смееше да дозволи да дојде до ова. Мајка ти дојде? Не смееше. У никој случај, ако сакала да реши, до сега ќе решила. Нема шанса, не ни покушува да реши. Во меѓувреме и градоначалничката и директорот на комунална хигиена молчат, без јасен одговор кога и дали ќе се нормализира ситуацијата. Телефонските линии на предпријатието се постојано зафатени, а од град Скопје одговорноста ја префрлаа токму на комунална хигиена. Надлежност за предметната активност има јавното предпријатие комунална хигиена. Одлуките ги носат членовите на управниот и надзорниот одбор кој ги избира Советот на град Скопје. Додека градот и надлежното предпријатие бегаат од своите обврски, граѓаните се борат да поминат по тротоарите борејќи се со расфрлани кеси. Преполни контејнери, расфрлано ѓубре и непријатна миризба. Ваква е состојбата во поголемиот дел низ градот Скопје. Граѓаните се жалат дека отпадот не се собира со недели, а од надлежните засега нема ниту одговор, ниту акција. И додека институциите си ја префрлаат одговорноста, дел од скопските градоначалници како Орце Георгиевски и Горан Герасимовски самостојно се организираа и почнаа со чистењето со општинските екипи и камиони.